Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е нашиот чест и драг гостин, господин Сотир Костов, експерт за политички кампањи. Господине Костов, добре дојдовте повторно во студио 10. Добре ве најдов. Пријатно ми изненадува со овие квалификативи што ги даваш за мене. Не мислат сите така, ама драго ми е. Се разбира, ние веќе најавивме во минатата емисија дека ќе направиме една сеопфатна анализа на македонскиот политички систем, на политичката историја од повеќе аспекти, од повеќе агли. Во првата емисија почнавме, бидејќи се работи за навистина голема анализа која вие имате направено, студија, ајде да речеме. Таа не е можно да се објасни во една емисија, затоа моравме да поделиме во модули. Се договоривме овој пат да зборуваме најмногу за политичките лидери, за лидерства. Што е тоа лидер? Какви се македонските политички лидери? Кои се нивните карактеристики кои би требало да бидат? И што е она што го имаме и го имавме на политичката сцена? Сега, пред било што да кажам, нема да ми замериш, ќе сакам едно книжуле да ти подарам. Книгата имам јас издадено, ама не сум автор на книгата. Ќе видиш, има мотив зашто ова го правам. Значи, името на книгата е Македонското народно творештво, показалка за степенот на умственото развитие на народот и огледало на неговата душа, од 4 историчари, Наташа Котло-Трајкова, Валентина Миронска Христова, Лилјана Гушевска и Бранислав Саркањац. Те молам повели. Значи, ова е книга на еден вид зборник на се што се збореше и експертските трудови што беа поднесени пред 3 години, кога славевме 106 години зборникот од браќата Миладиновци. И овие експертски трудови се еден вид нов приод, нов ракурс и со нови факти за нашата преродба, за таткото на преродбата, за браќата Миладиновци, за зборникот. Бидејќи ја и ти во еден разговор имавме интересни согледувања за новото, а новото ако е преродба, за новите лица и така натаму, па еве со желба оваа кампања, председателска и парламентарна, да биде некој коперникански пресврат, нови лица во политиката или стари преку нов концепт кој сака да се докажат, да ни донесе добро, да ни донесе чекор напред во квалитетот на живење. Ево, да не го употребам зборот преродба, бидејќи беше користена од една партија, ама сепак мислам преродба од пред 150-60 години, преродба во 21. век, подобро живење на политички план, на економски, социјален и на секаков друг план. Интересно книжуле, прочитај го, дури мислам и не е лошо и некој да вторите да повикат и да поразговарате. Да, се разбирам, ви благодарам. Историјата е секогаш добар показател и за иднината. Треба да се проучува, треба да се памети пред се. Се разбира, не прашуваш. Ова е, предпоставам, има тука доста и во контекст на актуелните односи со Бугарија, предпоставам. Нема нешто посебно, ама во поглед на бугарските тврдења. Што бугарски фактор преку руски авторитет го има спречено насловот на книгата да не биде македонски народни песни. Ама интересно е. Ќе видиш, многу интересно е. Тој е еден пријател на Костадин, на помладиот брат од Миладиновци, кој дал пари да се најдат 76 песни од бугарското наречје, а останатите 600 и 700 се македонски, од сите безмалку од сите македонски градови, и се знае дека тоа е зборник на македонското народно творештво, народот што создал низ вековите, традицијата и слично, а од еднаш му е ставено името, ама тоа ти е кога тогаш немаш своја држава, кога немаш своји институции, и хрватите оцениле, што Смајер, иако многу ни помогнал, оценил, ради па он друга една желба преку унијатството нешто да се направи на Балканот, така како што оценили и ја насловиле книгата така како што ја насловиле. Сега, да, тачно е, ние се договоривме да колку му ни дозволува времето ова да го правиме, јас само ќе дадам уште една проширено гледано. Во Нова Македонија, од последниот пат кога овде бевме, се дружевме, веќе оди во наставци 3 досега излегоа, наставци за оваа анализа, па така да и од таму можеме да црпиме констатации за темата што ти ја кажуваш. Но денес кајде да се сконцентрираме на лидерите. Се знае,
Повели? Лидери, кога зборуваме лидери. Еве да почнеме од она што е, да речеме, најактуелно, тоа се претседателските избори. Да. Интересно е што имаме овој пат доста кандидати, за разлика од порано. Ке видиме, многу е според анкетите, според она што го имаме, веројатно дека нема сите тие да влезат во вториот круг, се очекува да влезат двајца. Но може би... И така е редот, така е правилата законското. Да, може би не, двајца, сакам да кажам, двајцата што најмногу се очекува, од СДСМ и од ВМРО-ДПМН. Но ќе видиме, се разбира. Еве ваше прво едно гледиште, како ги гледате пред се на овие претседателски кандидати кои собраа потписи, значи не ги анализираме сега. Кога се припремав за емисијата, ја имав некое стојалиште да почнем од лидерите кои ја сознадува Македонија, ама ги прифаќам условите на домакинот и прашањето и ќе отидеме вака. Ќе се вратиме, ќе почнеме од сегашните актуелни лидери или лидери кои аплицираат да бидат едни лидери, а ќе се навратиме на историјата за да видиме од каде влечеме корени и на некои убави и добри работи во лидерството, ама и на некои нуспојави, така да речам. Па види сега, општо е мислењето дека во втор круг ќе одат кандидатите на предложени од опозицијата, предводена од ВМРО-ДПМН и професор Христијан Мицковски, а тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова и кандидатот на власта, поточно на коалицијата предводена од СДСМ и дуи господинот Пендаровски, кој во моментот ја обавува функцијата претседател на Република Македонија. Тоа е поширокото мислење. Има експерти кои гледаат малку поинаку и да бидам искрен, на таа група припаѓам и јас и лично мислам дека нема така глатко да оди таа работа и еве да почнам со образложувањето. Пред 2-3 дена кога чкртав дома во моите тефтери, што приметив? 7 кандидати успеја да соберат 10.000 потписи, некои се поддржани, двата се поддржани повеќе од 30 партеници, и ги подели во две групи. Во едната помалата група се кандидатите на власта, господинот Пендаровски и господинот Османи, кандидатот на ДУИ, Пендаровски на СДСМ и коалицијата, минус ДУИ, а во другата група се останатите 5. Господјата Силјановска, господјата Ванковска, Максим Димитриевски од Знам за наша Македонија, Стефче од Гром и кого заборавам? Значи Ванковска, Стефче, Максим, Арбен Таравари, нека ми прости. Значи кандидатот на опозицијата од албанските 4 обединети партии. Што приметувам? Ова е моje мислење, јавно го кажувам и стојам зад него. Во поглед на стратегија на предлагање, 1-0 за власт. Зошто? Власта предлага 2 кандидата, значи нема 1, ама е близко до 1, опозицијата предлага 5 кандидата. Колачот изборен за претседателските избори, во случајов ќе се дели на 7 дела. 2 дела на власта, 5 дела на опозицијата. Каде ќе е уситнувањето? Се знае кај опозицијата. Затоа велам 1-0 за власта во првата фаза. Но веднаш овде се крие една скриена стратегија на која мислам играат луѓето од опозицијата, не сум сигурен, кога ќе отпаднат 4 од 5 кандидати, се претпоставува, 1 ќе влезе. Остануваат 4, па останува еден многу поголем квантум на гласови кои можат, ја не велам тргување со гласови, ја велам договори за заеднички настап во вториот круг, од причина што ја припаѓам на групата аналитичари и експерти кои го цени гласот на избирачите и не туку така лесно мисла може да се дава ту на едниот, ту на другиот или да речеме од центар да оди во лево или од центар да оди десно или дури има и од десно на лево и од лево на десно, зборам за спектар. Тоа секогаш било интересно кога ќе кажат ќе ги даде гласовите. Како тоа ќе ги даде гласовите? И сега пазете, тука имаме изјави дека од поедини кандидати дека не мислат да тргуваат со своите гласови. Пред се тука мислам на Стефче Јакимовски,
на господјата Ванковска и на Максим Димитриевски. И одма еве да почнам од нив. Тоа е знак за цврсти карактери, тоа е знак за личности кои држат до своето, и тоа е знак на личности кои ги ценат гласовите, што евентуално ќе ги добијат и сигурно реално ќе ги добијат и хипотетички тие рачунат дека ќе добијат голем квантум на гласови. И јас верувам и во тоа им се воодушевувам. Ајде вака... Реалноста кажува, само што да кажа, реалноста кажува дека во председателски избори до сега најмногу гласови обезбедуваат двете партии од македонскиот кампус, десницата предводена од ВМРО-ДПМН и левицата предводена од СДСМ, партијата на власт. Има тука некои работи кои би сакал да ве прашам. Еве прво за вашата теза, која е интересна теза во поглед на кампусот на гласови, каде што вие велите дека има повеќе претседателски кандидати од опозицијата од власта, но ми се чини дека тука има некои варијации. Еве во поглед на кандидатите, например, Максим Димитриевски се очекува да одзема гласови од СДСМ, ајде да речеме, такви гласови или настроени кон СДСМ. Веројатно не се сите СДСМ. Ванковска, освен од левица, можеби ќе одземе и од ВМРО-ДПМН или од ајде да речеме гласови кои би биле повеќе десно настроени. Да, бидејќи иако левица е лева партија, а зима десни гласови, тоа е друг политички феномен. Ама интересен феномен. Интересен феномен, да. Да така тука има некои варијации, а исто така слична е позицијата и на Стефче Јакимовски, ми се чини. Значи тука и сега јас гледам една жестока кампања против левица од страна на ВМРО-ДПМН, или барем така мене ми се чини. Види, убаво приметуваш, ама јас пак ќе морам мојата позиција да ја кажам на аналитичар. Кога велам некој зема или ја велам очекува да добие гласови, ја вака велам. Еве почнавте со Максим Димитриевски. А мојот вокабулар е малку поинаков од останатите. Впрочем, ја и сакам да се разликувам од останатите, неле? Брендолог кој веќе 9-10 години работи на брендирање, едноставно не велам дека сум најдобриот, далеку од тоа, ама мислам дека сум човек кој се разликува од останатите во мислењето и кој како нека мисли, јас со тоа се гордеам. Значи еве вака. Максим Димитриевски за прв пат излегува на политичката сцена. Тој, да се подсетиме, мислам оној пат нешто кажав, почна со граѓанско движење, заврши со политичка партија. Победи во Куманово, направи една победничка матрица и сега сака да ја преслика во Република Македонија. За мене, тој прво ќе ги добие гласовите на луѓето кои гласале за него до сега во 2 изборни циклуси на локални избори, тоа е локалниот дел. Потоа ќе ги бара гласовите на неопределените до сега до овој момент. Има втора категорија, луѓе кои не се интересираат за политиката и луѓе кои не ја разбираат, се разочарале, ова се научни изрази на категории, тие 3 категории нему, тој, предпоставувам, аз сум и разговарал со него, тој очекува да добие. Сега, при тоа, ако тој успее да откине од СДСМ, и еве сега се лицитирам јас, да, тој ќе откине од СДСМ, ја дури очекувам тоа најмногу да го видиме, еве ќе бидам конкретен, во Кецот, значи скопското крило на СДС, да бидам искрен, кон на СДС да бидам искрен, во тројката и во четворката. Ја анализирам петката и шестката во некој следно видување, а рековме ќе имаме до изборите, ќе се изјаснам за двојката е јасно, тој ќе добие добар квантум таму на гласови, а за петката и шестката ми требат уште некои анализи да направам. Значи, сепак тој ќе се бори со својата личност, со својата, ќе употребам збор, харизма, со својата храброст за кратко време, недоправена политичка партија со целосна инфраструктура да излезе и на на председателски избори. Нормално е што излегува на парламентарни избори, но неговото појавување на председателски избори ми дава за право да рачунам дека се работи за еден храбар човек, за еден одлучен човек кој сака да им ги поремити сметките на останатите. Ке видиме што ќе се случи. Интересно што го потенцирате Кецот, претпоставам тоа затоа што е шеф на кабинет му е Горан Минчев. Горан Минчев. И тоа не е само тој. Човек близок до едно поранешно раководство на СДС. Ќе бидам искрен до крај.
Интелектуалното крило на СДСМ е сконцентрирано во Кецот, не целосно. Да не забравиме Битола, да не забравиме Охрид, Прилеп. Но интелектуалното крило кое е незадоволно од политиките на Заев и на Ковачевски е сконцентрирано во Кецот. Добро, Очекувам тие, ако се активни во овие избори, да се приближат кон Максим Димитриевски. Плановите не ги знам, договорите не ги знам. Сенсот ми го кажува тоа. Добро, малку ве форсирам за да поминеме што повеќе. Ајде сега одиме на кандидати, јас знам што е, знам што ти е. Ванковска и Левица? Ванковска и Левица, интересен и кандидат и интересен политички субјект и сега видите вака. Ја прво мислев дека они се малку спротивни полови, плюс и минус, она песната Амер и Рус, знаеш, ова е метафора, мислам. Да. Ама кога малку подлабоко анализирав некои работи, јас сепак видов дека не сум бил баш целосно во право од причина што имам на увид некои вредностни и морални вертикали, хоризонтали од господјата Ванковска, сепак и таа покажува еден радикализам во позитивна смисла, пазите, во позитивна смисла, жена која сака да ги менува работите од корен, она фромовското, да одиме до коренот во промените, за да се роди и израти нешто ново, и лично мислам дека они тука си се најдоа. Методите им се различни. Господјата Ванковска е културна, воспитана, се нека извини вака што ја вивисекцирам, блага во изразот, не употребува некои неприкладени избори, нејните поддржувачи се тоа што се. Значи, новите момци на македонската политика, кои полека зреат и се уште ги употребуваат некои методи така неприменити за една културна политика, ама нивната младост тоа им го дозволува, па си дозволуваат и да кршат компјутери, си дозволуваат и со чевел на парламентарна говорница да удират печати и така натаму. Како и да е, очигледно тие веруваат едни во други, Ванковска во нив и тие во Ванковска, и ќе видиме што ќе се случи од тоа. Ако напредуваат како што Левица напредуваше во минатите 3 циклуса, мислам, локален и 2 парламентарни, очекуваме еден завиден број на гласови Ванковска да освои, и кога ќе додадиме на тоа личноста на Ванковска, што ја многу полагам на личноста, на карактерот, на хабитусот, на ореолот што кандидатите го имаат или го немаат, ќе биде интересно да ви кажам. Да. Ама да не го забравиме раздробувањето. Значи, сепак ќе се дели меѓу Максим Димитриевски, меѓу Ванковски и сега. Тука е Стевче, мојот пријател, кој не препушти шанса и во оваа битка да учествува, сега он има проблем. Он прво докажа дека кога ќе се организира, кога ќе ги впрегне моторите на највисок напон, дека ќе собери подписи. Ама тоа е едниот услов. Нему партијата извесно време му беше, така да кажеме, замрена, пратениците му избегаа лево-десно, и сега тој матрицата од Карпош треба да ја пренесе на ниво на Македонија. Мислам, нему потешко ќе му оди од Максим, бидејќи Максим е нов, свеж, победата е зад него, тука многу блиску, очекува нова победа, а Стевче, искаран со ВМРО, сега, мислам, си намигнува со СДСМ, ако приметиме, тој во својата риторика СДСМ Ковачевски воопшто не ги спомнува, тој директно удира на ВМРО и на тоа го разбирам до негде, ама на Христијан Мицкоски со кој до вчера заедно политики водеа, малку ми е тоа неразбирливо, но да видиме, веројатно има спремено некоја стратегија, да не заборавиме, Стевче е човек кој знае како да преживее на политичката сцена, знае како да се снајде, и овој пат веројатно не сум го видел оддавна за да извлечам нешто од него во најнормален разговор, за да видам кој му е мотивот. Тој вели ќе го победе ВМРО. А за мене нормално е да каже ќе победе и ќе влезе во вториот круг и ќе победе и во вториот круг. А никако е сконцентриран ќе го победи ВМРО и Христијан Мицкоски. Па мислам дека нема таков капацитет и мускулите не му се толку ајде, бицепсите надувани, и за да ја победи, бидејќи едноставно реалноста треба да ја прифатиме. Да. Таравари Ама браво за риториката и за желбата. Да, борбен, Јакимовски секогаш борбен, фајтер. Да. Таравари и Османи, дали првиот круг
ќе го дефинира и вториот на некој начин тука во оваа борба, дали првиот круг од претседателските ќе го дефинира вториот во парламентарните помеѓу ДУИ и албанската опозиција. Бидејќи, еве вака, ако победи Османи во првиот круг, тоа ми се чини дека ќе биде голема психолошка предност за ДУИ и обратно. Да, Доколку согласно. победи Таравари, исто така ќе биде голема психолошка предност за вториот круг. Констатацијата повеќе ќе ти важи за албанскиот кампус отколку за македонскиот. За албанскиот зборувам јас, да. И затоа ти реков се согласувам. Кај македонскиот ќе имаме раздробување на 5 дела и ќе видиме како тоа после ќе се Формира. Ќе се формира, ќе се окрупни. Инаку сосема си во право, тука ќе има една жестока, може би многу пожестока битка отколку во македонскиот кампус, бидејќи ваму 5 луѓе ќе се борат, ваму двојца ќе се борат. Ама И ги исфрлија најсилните кандидати на некој начин. Не сум сигурен во ова. Знаеш, јас сум познат, ти ме знаеш, дека ако нешто не се согласувам, веднаш го кажувам, не сум сигурен, од Османи има подобар кандидат. Па има Али Ахмети. Да, се разбира. Да. Али Ахмети, и ако Али Ахмети беше чесен кон себе, кон ДУИ и кон Македонија, тој требаше да избере меѓу двете функции. Или да биде технички премиер на владата на Република Македонија, или да биде председателски кандидат. Само така можеше да каже дека дал 120% во спасувањето на ДУИ, неле сите и предвидуваат распад полека ради коруптивните елементи од кои се канцерогено зафатени и изгледа ке тешко таа работа ќе ја помине ДУИ. Но ајде да видиме кандидатите. Многу интересно. Едниот кандидат на власта му ги гледафа на изјавите во минатите 40-50 дена, употребува најмногу 3 збора. Хистерија, демонизирање и албанофобија. Тој се фали дека се што било добро за албанскиот народ тој направил, не го споменува. Потоа го споменува ДУИ, потоа го споменува Али Ахмети, ама вели дека тоа не му е признаено во Македонија и сите нас не прогласува дека сме хистерични, дека го демонизираме него и ДУИ и дека тоа било албанофобија. Впрочем, сега немој да ми се наљутиш, ама во оваа студио, можеби во некоја друга просторија, овде го разголивте онаа царот е гол, кога не знаеше што да одговори. Мислам беше на вашата телевизија. Значи, не може ако ја не се согласувам со политиките на ДУИ, јас да сум албанофоб. Не. Јас сум човек, значи, што не се согласува со политиките на ДУИ. А во никој случај не сум албанофоб од причина што ја немам причини да не го сакам албанскиот народ, да не ги почитувам политичките субјекти во албанскиот кампус. И лично мислам он ќе има проблеми. И он оди со матрицата јас па јас. Никако ние, никако во ДУИ, никако тимски, никако се става многу високо, ама можеби таа стратегија оценили дека е победничка, барем во овај интра-албанското, од причина што имам што знание дека врвни експерти од Израел, Австрија и Америка, што малку е чудно, 3 држави, ДУИ го спремат за овие избори. Можеби не ми се најточни информациите, ама очигледно е она што ја видов конвенцијата, тоа е амерички начин на конвенција држање, да се разбереме дека американците овде стојат за таа стратегија. Ајде да видиме дали ќе е точна. Таравари. За мене Таравари е понадежен, иако има фалинка, му се подели партијата, и сега он како лидер на поделена партија стана лидер на 4 партии во председателска трка. Да бидам искрен, симпатиите ми се кон него. Не оправдувам од него оние условите што ги поставувам, иако малку ретерираше. И за него, и за Османи е карактеристично што наместо да кажуваат како председатели што и како ќе прават, тие поставуваат услови за францускиот предлог, за уставот, за бугарите и за 20%. Не, председателска кампања така не се води. Председателска кампања не се води. Еве имам составено еден мал прирачник, сосема накратко, во 2 дела ќе ви го пренесам, како се гласа, како се прави. Значи, се гласа за личност, се гласа за идеја, за концепт, за проект. Не се гласа за партиска ветување и празна реторика. Овде препознавам особено кај Османи празна реторика, фалбаџиството од друга страна, мислам ќе го кошта гласови. Значи, се гласа за вистинитоста, за вистината, не за лагата и лажното.
многу повеќе е тоа кај Дуи изразено, отколку кај албанската опозиција, од причина што махом се нови партии, нов лидер во ваква трка и немат интерес они да мамат, да го стават во заблуда избирачкото тело. Потоа се гласа за вредности, а не за празна реторика и на крајот се гласа социолошки, а не политички. Ова последно кај нас не е присутно, кога велам социолошки се мисли на социјалата, на економскиот дел, на финансиите во државата, како се распределуваат и така натаму, а не политички само за партиите, кои овие правила ќе ги спази, ќе постигне резултат. Кој нема да ги спази, лично мислам, многу далеку нема ни да може да го погледни вториот круг каде ќе е. Таравари, да завршам само. Таравари е една мека личност во, ова мека е во позитива, во политичкиот спектар на политичари државници од албанскиот кампус, личност со која може да се разговара, да се преговара, да се дебатира, не напаѓа, не етикетира, за разлика од Османи, затоа му давам предност. Значи, на еден начин ги цртам ја сега кандидатите. Затоа му давам предност, а ми се знае, ја повеќе сум наклонен на опозицијата и се ова може би е и моја желба, ама и фактите се овде. Османи не се ливе да каже ова не чини кај македонците, ние не сме разбрани и овие трите квалификативи што ги кажав. Треба да внимава како ни се обраќа нам. Ако сака гласови од македонците, да се подсетиме на Селмани. И не само на него. Како доби 146.000 гласа. И сега може би е интересно тука да видиме што се случува во вториот круг од кога се потрошени гласовите во првиот. Еве на што мислам. 2009 година, малку и бројки. Беа на располагање во вториот круг 438.321 глас, тоа е кога за прв пат победи Ѓорги Иванов и кога отпадна плејада Имер Селмани со 147.000, Љубе Бочковски со 146.000, Агрон Буџаку со 70.000 и така натаму. 2019, значи тркалото оди наваму и сега пред 5 години сликата е малку поинаку. Само е Блерим Река со 79.888 гласови. Кога се во прашање овие председателски избори, ние ќе ја повториме сликата од 2009 година. Тука сум сигурен. Не може Ванковска, рече го Стевче и Максим да не освојат доволен број на квантум на гласови, кога и сите тројца велат ке победиме и едноставно било кој да отпадне од овие петте од опозицијата, а тоа се четворица кои ќе отпаднат, завиден број на гласови ќе остане за гласање во вториот круг, доколку субјектите од опозицијата се погодат. Тоа е таа втор дел од стратегијата, каде што опозицијата е во предност. Ако предпоставиме дека еден од кандидатите на власта, еве не го преферирам Стево Пендаровски, иако реално тој е понапред, се квалификува во вториот круг. Ке ги има само гласовите на оној што останале. Да видиме дали тие се поголеми од овие четворујцата кои ќе реално ќе останат во првиот круг, ама ја мислам со голем квантум на гласови. Ќе продолжиме за тоа. Сакам само едно прашање кој произлегува од ова што го кажавте во однос на стратегијата на албанските партии. Барањето на албанските партии сега гледаме од власта и од опозицијата за уставни измени паралелно со измените кои се потребни за продолжување на европскиот пат, значи промена на формулацијата за 20% во уставот и бирање на председател во парламентот. Ми се чини дека на некој начин дали тоа представува една дополнителна пречка за да се случат било какви уставни измени. Бидејќи еве доколку ВМРО ДПМН теоретски и сака утре на некој начин да најде некаков компромис за ставањето на бугарите во уставот. Дали ова со овие дополнителни барања на овие и онака веќе тешки болни измени на некој начин се затвара патот за било какви уставни измени? Тоа ми е прашањето. Сосема си во право и тоа се навраќам на мојата изјава од почетокот на разговорот, кога реков дека тие испорачуваат чудни барања и услови во своите изјави. Значи, во ингерецијата на председателот не е да го менува уставот, да предлага може. Во ингерециите на председателот не е да менува формулации од Охридскиот договор.
Да не забораваме, таму е 20%. Тие се согласија на 20%. И сега, кога ти се залагаш за нешто што не е во твоите ингеренции, туку во твојата иницијативност, во твојата предузимливост може за тоа да се залагаш, ја лично мислам дека си на погрешен пат. Ова го мислам на кандидатите. А сосема се согласувам дека ваквото условување е една фортификацијска препрека повеќе за конечен договор. Ама, ако постои политичка желба, спремност да се доближат страните, ја мислам ке имаме ние добри председателски избори и со тоа што условувам со едно. До сега ми е многу чудно, ниеден политички субјект не повикува на поголема излезност. Јас веќе месеци кусур терам лична кампања со мојот тим, кој да бидам искрен во изборите овој пат не сме ангажирани, барем до сега не сме ангажирани, и велиме излези и гласај, за тебе се работи, или избори се, значи избори се за себе, за семејството, за општината, за улицата, за домот и така натаму, или нагласуваме избори се. Мислам овде или не знам каде кажав, ова е еден слоган на еден мој пријател од една политичка партија, значи не е мој, овој последниот. И мислам дека политичките партии и кандидатите во оваа предкампања наместо еден со друг да се напаѓат, да се етикетираат, флоскули да даваат кон останатите кандидати, треба да се борат за поголема излезност. Подеднакво ќе треба и на парламентарните избори, ако опозицијата сака да направи пресврт во Македонија, да донесе ново, да донесе преродба, и ако председателските кандидати сакат да не стравуваат за цензусот во вториот круг. Лично мислам, до почеток на кампањата треба да се сконцентрираат на оваа работа. До сега не видов нешто посебно, па да видиме. Добро, ајде, за да има време за корекција. За да имаме време да поминеме уште неколку работи, одиме директно на вториот круг, претпоставуваме Пендаровски, Силјановска, Давкова. Одат. Интересна е оваа анкета која се објави пред неколку дена од Центарот за политички истражувања и комуникации во соработка со Сдружение на новинарство, информирање, комуникација и маркетинг услуги Глас на вистината, каде што повторно се покажува дека најголем дел од испитаници се одлучуваат за парламентарни избори, за ВМРО ДПМН во однос на СДСМ. Според оваа анкета разликата е речиси дупло, 20% према 12,2, но интересно ми е анкетата за председателски избори. Таму разликата не е толкава. Значи за Гордана Силјановска Давкова 18,2, за Стево Пендаровски 15%. Значи ако имаме за парламентарни 8%, за председателски имаме само 3% разлика, што е интересно за вториот круг. Знаеме дека таму освен овие гласовите кои се од Левица, од Максим и од Стефче Јакимовски, дека најмногу решаваат и гласовите на албанските политички партии. Така да, тука ми се чини дека трката ќе биде по-неизвестна отколку за парламентарна. Можно е да е така, ама сега малку ќе те насмеам. Ќе кажам нешто што во Македонија мислам пред мене никој не го кажал. Една изрека за анкетите. Вели вака. Анкетите за избори се слични како парфемите. Секој сака да ги почувствува, ама никој не е спремен да ги голтне. Значи, да ги почувствуваме како мирис, ама никој не е да ги голтне. Значи, ако те се убави... Изреката не е моја. Окей, да. Значи, Шимон Перес, значи, ова изрека е на Шимон Перес, кога главен стратег во кампањата му бил мојот гуру, мојот љубимец, Жак Сегела, французинот, кој е едно 5-16 председатели низ цел свет има направено со својот политички, социјален маркетинг и персонален брендинг, од кого јас учам заедно со уште еден друг французин. Значи, што е битно да сванеме? Вториот дел од мојата изборна таблица. Во првиот круг се елиминира, во вториот круг се бира. Правило број 1. Во првиот круг делиме, во вториот собираме, правило број 2. Во првиот круг се бориме, во вториот победуваме, правило број 3 или 4. Еве ги правилата како треба да постапува секој председателски кандидат и политички субјект што е зад нив. Ајде сега да видиме ова што ме прашувате. Не верувам ниту во изјавата, тоест во резултатите од анкетата,
дека ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска Давкова премногу високо стојат и им бегаат со голем број на гласови на СДСМ и на Пендаровски кога се работи за председателските избори, ниту пак на оваа анкета само 3,2%. Сепак мислам дека кандидатот на опозицијата предводена од ВМРО ДПМН, господјата Силјановска, во првиот круг ќе постигне многу подобар кандидат од кандидатите, да бидам коректен, на власта господинот Османи и господинот Пендаровски. Ова, ако не се случи, ќе имам храброст да кажам дека сум бил во заблуда или погрешна сум мислел. Но, вториот круг е многу битен. Вториот круг ќе треба да се примени соодветна стратегија, многу поразлична од онаа пред 5 години која беше губитничка. Да бидам искрен. За кого? За господјата Гордана Силјановска. Значи, тоа беше една свежина, тоа беше со 3-4 разлика од првиот круг, со власта која беше најмокна тогаш, да се подсетиме, со еден Зоран Заев. Моето мислење мислам го знаеш за Зоран Заев, и ја очекував сигурна победа на господината Гордана Силјановска. Не се случи тоа. Па сега има една изрека. Треба да се учиме од грешките и да не ги повторуваме. Верувам во ова второто, верувам дека опозицијата е спремна да примени соодветна стратегија и лично мислам дека е многу поблиска до победата од било кој, а се двојца кандидати, тоа е Пендаровски и Османи, на власта до победата. Да видиме дали ќе се случи. Има едно правило. Кој ќе испорача подобра порака, кој ќе го зајакнува тонот според правилата на политичкиот маркетинг, социјалниот маркетинг, и кој ќе се однесува според правилата на персоналниот брендинг, и ќе успее идентитетот што го има да го зајакне со имиджот, лично мислам, тој ќе е победник. Во моментот, победникот го барам во таборот на опозицијата. Ајде да видиме дали сум во право или не сум во право. Но, ако тоа не е спроведено како што треба, и ако тоа не биде подкрепено со соодветна победничка стратегија, не знам што ќе ни се случи. Така да, и затоа е власта се надева дека ќе успее да го задржи председателското место, па дури и дека ќе победи на избори, кој ретко кој во државата верува, особено за ова второво. Но, затоа се изборите. Изборите се очекување, изборите се мобилизација, едни велат на предрасуди, други на реални состојби во избирачкото тело. И да бидам искрен, ќе биде поуспешен оној кој во овие 5 години или 4 години, за двата циклуса зборувам, председателски и парламентарни, успеал подобро да се овлада една друга лекција. Има еден поим што се вика психологија. Тоа е наука за однесувањето на избирачите. Кој добро видел како се однесуваат избирачите во различни ситуации, а овие 4 или 5 години имавме многу различни ситуации, многу тешки ситуации, најповеќе за избирачите, тој ќе успее да допре до нив, до нивното срце, до нивната душа и да го добие гласот. Ајде да видиме што ќе се случи. Да. Добро, и за крај да заокружиме со она што сакавме да почнеме. Па добро, ќе имаме прилика се надевам. Да. Значи, политичката историја, лидерите до сегашни кај нас, значи, што имавме и што можеме да од минатото да пресликаме за сега? Да, и тоа е голема тема, ама ајде ќе почнеме сега, ќе завршиме, утигледам немаме многу време, ќе завршиме ова е како за следниот пат. Да. Видите вака. Состојбата на лидерство денес, јас ја наоѓам како последица на лидерството од 90-тите години. И сега, тука е малку контрадикторна состојбата. Кое лидерство беше подобро, тогашното или сегашното, ќе одговориме следниот пат, ама еве вака. Имам направена една анализија на 5 политичари кои самите кажале кои се основните грешки што Македонија ги направи при создавањето и својот демократски развој и зошто не успеа Македонија да се етаблира меѓународно како што очекуваше. Значи, Значи, зборуваме за почетоците. За почетоците. Тие политичари што сум ги анализиран се Стојан Андов, Липчо Георгиевски, Бранко Црвенковски, Васил Топурковски, Абдурахман Алити. Сите имаат дадено одговор
на прашањето зошто ни се случи тоа што ни се случи и сите има дадено по 10 причини за тоа. Многу се слични причините. Овој дел од анализата, морам да кажем, многу одамна ја има направено Предраг Димитриевски, кој веќе не е меѓу живите, мој соработник, твој колега и мој новинар, и јас ја црпам од него. Значи, сите кажуваат за устав изгласан без албанци, срамна и криминална приватизација, не вршење реформи во тајните служби, непомирување на национално и граѓанско ниво, референдум без албанци, несоодветна политика кон соседите, погрешна политика за влез во ЕУ и атентатот нерешен за Киро Глигоров. Овие работи нас не направија наместо да беше спортивното и да не направат јаки, овие работи нас не направија слаби. Ама, како и да е. Еве само ќе спомнам, а ќе образложам следниот пат. Значи, го имавме еден Киро Глигоров, првиот председател на Република Македонија. И покрај тоа што со некои политики негови не сум се согласувал, како на пример еквидистанцата, не можам да истакнам дека тоа е досега една голема историска политичка величина на Република Македонија, за кого десетина академци наши си имаат изразено со најдобри зборови, исто толку од експертската јавност, исто толку од и повеќе од интелектуалната сфера, и не можеш да кажеш дека човекот не беше успешен или негативни работи правеше за Македонија. Како и секој човек, и тој беше грешен, ја направи грешката за акронимот, ама не намерно, кажа, 3 месеца се случи толку години. Но, беше смирен, беше скромен. Сега почнувам да ги цртам, до кај ќе стигнеме до таму. Апсолутно не беше материјалист, не чувме афера за него. Напротив, од кому кажале што се случува во Македонија кога беа блокадите од север, југ, исток и не знам каде се, тој го собрал политичкото водство, а тоа му го кажале луѓе од НАТО и од САД, и им го кажал проблемот, и за чудо некој за многу кратко време му се случи атентатот. Значи, тој човек, можеме, како на секој човек да му најдеме грешка, како што реков, еквидистанцата, она спогодбата со Изетбеговиќ, иако намерата му беше добра. Намерата му беше мирно да се одлепиме од СФРЈ, и едино тој успеа. Не успеа словенците, не успеа хрватите, не успеа босанците, само Македонија во преговорите директни со ЈНА успеа без војна мирно да се одлепи. Дистанцата покажува дека перспективата не било еквидистанца, бидејќи тоа е погрешна политика кон соседите, дека перспективата не била Изетбеговиќ и Глигоров, иако имам високо мислење за Изетбеговиќ како прво дисидент во минатиот систем, потоа како политичар, се некаде до средината на војната, потоа и тој направи некои грешки, ама сега тој не ни е фокусот. Го ставам првиот председател како еден од најзаслужните за тоа што се создаде независна самостојна Република Македонија заедно со експертската влада. Сега тука доаѓаат Стојан Андов, Петар Гошев, Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски, ама не знам колку имаме време, па немаме баш. Може би по еден збор ќе кажам. Стојан Андов многу искусен, допринесе да се донесат сите тезишни акти во собранието преку голема битка, склон сега негативата кон манипулации и одене лево-десно, ќе го образложиме тоа кога ќе дојде време. Љупчо Георгиевски харизматичен, непостојан, кога касно не знаеше победите да се ги ефектуира во политичка власт. Бранко Црвенковски е еден од најинтелигентните политичари на Република Македонија. Ненадомеслива грешка му е приватизацијата и создавањето на олигарсите, ама кога се работеше за меѓународен план за интересите на Република Македонија, не можам да му ги најдам грешките што ги направија Зоран Заев и Ковачевски. Да, може би тука некаде ќе застанеме. Петар Гошев не го кажавме, ама ќе има време за него. Тука ќе застанеме, значи, па да имаме за што да разговараме во следната. Ти благодарам. Во следната, значи, од ова продолжуваме и продолжуваме со анализата, се разбира. Господине Костов, ви благодарам за ова гостување. Честа е моја. Да. И завршуваме со овој дел, одиме со едни кратки реклами и потоа продолжуваме со Нола Исмаиловска Старова.